Она што сакам јас со тимот, тоа што го сака и нашата организација да го направи, е да даде, односно да отвори врати за повеќе можности, да луѓето кои се од маргините да добијат вистински шанси, бидејќи никој заради својот начин на живот не треба да биде осудуван. Во овој проект учествуваат лица од заедницата, лица кои користат дроги, кои стекнуваат нови работни навики, нови вештини за креативно изразување. Особено ме заинтригира моментот што работевме со рециклирани материјали. Идам у парк често, сум изненаден колку работи луѓево и фрла. Би сакала и другите да видат дека не се ѓубре што ставаме во контейнерите, дека можеме да го реупотребиме повторно. Преку работата со отпадни материјали, односно она што веќе сме го искористиле, навистина на некој му ја отвара креативноста и му дава можност да заработи. Како вика, нечие ѓубре да туѓе богатство. За сега најмногу работиме со картон кој пак има бесконечна можност за реупотреба. Од хартија да направам нешто што ќе изгледа на крај нешто убаво. И тоа не е поентата да од ѓубре направиме уметност и убави работи. Да ништо може да направиме нешто, значи. Треба постојано да изнаоѓаме начини за да ги вклучиме сите единки во активниот живот. Односно да им дадеме можност на сите да го креираат заедничкото живење. Секој може да допринесе на различен начин и да го подигне квалитетот. Значи во работилница сме двајца, јас и колега Љупче, и имаме 5 луѓе кои што ги обучуваме за работа со машини, за работа со различни материјали. Нормално и ние учиме низ процесот и се оформуваме како група моментално. Почнам да приметувам све. И онака ми доаѓа и ова може за ова да се искористи, ова за она да се искористи, така да ми се отварат хоризонтите у тој поглед. Веќе имате идеи што би можеле да направите и како да едве чекате да дојдете за да почнете да работите. Да. За идење за некај дома е исто, што направив, што завршив, што би можела да поправам наредниот пат, значи те тера да размислуваш. Знаеш, без обврски стани, чекаш да дојде вечер за да легнеш, долг е денот, не приш ништо. Ваков тип на работа, креативна работа, барем мене, ми исполнува и од друга страна. Сам се осеќам корисен, дека нешто правам на крај, дека нешто придонесувам за општеството. Баш како таргет група која што сме лица кои што користиме дроги, малце сме озогласени, така да придонесуваме и за менување на јавното мнение кон корисниците на дроги. Се надевам дека ќе бидеме добри во тоа. Јас мислам и дека луѓето треба да имаат бесконечно шанси да го подобрат својот квалитет на живот. Ако може на картонот или пак на шишето да му дадеме шанса, тогаш како ќе се запрашаме дали воопшто на човек можеме да му дадеме. Иако не знам ни дали станува збор за тоа, дали е наше право воопшто да мислиме, дали некој треба да добие шанса, тоа по дефолт треба да го има. Ако дадеш шанса на пластично шиша да го направиш вазна или саксија, и да цветат цвеќе од него, зашто човекот кој би се променил не би дал други цветови или плодови кои што би биле корисни за општеството. И од секого можеш нешто да научиш и да пренесеш на некого нешто, така да јас лично, например, не се осеќам дека сум помалце вредна од некој што. Секој еден кој размислува да работи со тие групи, да размислува дека треба да се помогне пред се финансиски, односно да се овозможат што е можно повеќе економски активности што ќе им помогнат на овие луѓе. Но со тоа не им помагаме само ним, туку им помагаме и на нивните семејства. Навистина супер банда сме, одлична и супер соработуваме. Овдека се осеќам баш онака од дома. Бидејќи пред се сме како семејство и ова ни е дом, така и го гледаме, така и се доживуваме, така да. Мислам за оние кои не се скептични луѓе, кои ќе пробаат, ќе покушаат оној првиот корак да го направат. Мислам дека и на сите би им помогнало тоа, да се осеќаат они пред се задоволни од себе за нешто
Не само што ќе најдат начин да ги гледаат работите поинаку, туку ќе се најдат и нови пријатели, и нов дом и